кажано дека се работи за една од најстарите, ако не и најстарата награда и една од најважните за животно дело. Обично животното дело да биде кронисано со ваква награда, значи зад вас да има многу години творештво, многу години успеси и мојата прва забелешка е таа. Вие набројавте многу лауреати, меѓутоа меѓу нив има и многу млади кои на почетокот на својата кариера се. Инаку, во составот во овие 3 години забележувам членови кои се константни и членови кои се вариабилни. Меѓу тие константните има и такви кои во својата професија не може да кажеме дека се врвни и дека може да одлучуваат кој треба да ја добие оваа награда. Значи не смее да биде поважно кој ве бира од тоа кој сте. Тоа е првото. Второто, крајно невообичаено е лауреатката од минатата година сега да биде председателка, иначе не председател, председателка, ве молам да водите внимание за женскиот род. Што имам јас забелешка на самиот закон? Имено, таму нема ограничување колку мандати можете да бидете бирани, односно реизбирани. Извинете, ама дури и на најважните функции има ограничување. Најмногу 2 пати, а Венецијанска комисија вели на сите функции најдобро е да имате 1 мандат. Зошто? За да може друг профил на луѓе исто толку вреден да бира. Значи и ова е мојата забелешка и мислам дека треба да се коригира во законот за државните награди. Се согласувам со мојата колешка. Значи, само уште нешто да кажам. Кога велам не може да биде вечно некој член на оваа комисија, тоа на што ме подсетува кои се доживотно избрани, судиите во Врховниот суд на САД и си вика, се вели дека тие, зашто заради независноста, секогаш се бираат, during good behavior, додека добро се однесуваат, а секогаш добро се однесуваат. Тоа е малку проблематично кога зборуваме за награди. Значи, мислам дека и ова треба да го предочам. Чудна работа. Вака, има, значи, предлози сега за членови и одеднаш кога ќе видите во претходната одлука, одлуката што претходи, на новиот предлог, вели одлука за разрешување и именување на председател и членови на одборот. Овде некој има проблем со правото. Се разрешува некој тогаш кога ќе даде оставка или тогаш кога ќе ја злоупотреби функцијата. Не е разрешување истекувањето на мандатот. Ние сме највисока, ние сме институција која што треба да се однесува според правилата на правото и не смееме да правиме вакви грешки. Значи, останувам на тврдењето дека во оваа комисија и овој пат има луѓе кои што веќе 2 пати под наводници се разрешени за повторно да бидат именувани, дека има лица кои не би можеле да одлучуваат за награда за животно дело и дека навистина би сакала да видам меѓу наградените како оној професор што пред некоја седмица го биравме, Мирчевски, во Советот, ако се сеќавате, за образование, човек кој влегува во 1% во својата наука или во 2%, извинете, ама не е убаво кога ние веќе слушаме дека овој состав го избрал човекот кој ќе ја доби наградата, а не е шпекулација за кој не верувам дека заслужува награда за животно дело. Диме Велковски